гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Со вас се настаните кои го одбележаа денот. Црн чат над Скопје. Се запалила машина за мелење железо во склад за стари возила. 123 години од смртта на Гоце Делчев. Нема отстапки за идентитетот. Власта очекува вжештување на односите со Бугарија. Опозицијата обвинува дека се создаваат вештачки непријатели. Ќе обстоиме на линијата на македонскиот идентитет и дека тоа е црвената линија и дека тука ни милиметар нема да отстапи. Бугарите не се непријатели? Бугарите не се непријатели. Јасно е зашто ние не преговараме. Кривични пријави за 4 малолетнички за врсничкото насилство во Ѓорче. Полицијата најавува кривична одговорност и за родителите. Горивата поскапуваат, дизелот за 2, бензините за 2,5 денари по литар. 46 години без Тито, југоносталгија или желба за стабилна држава. Сите бевме тажни. Значи немаше човек што не плачеше. Однос на лидерството е без конкуренција. Многу убаво осеќавање. Тоа време никогаш не се враќа. Во тема на денот вечерва по повод 123 годишнината од смртта на Гоце Делчев разговарам со професорот Митко Панов од Институтот за национална историја, член на Комисијата за историски прашања со Бугарија. Останете со нас. Голем пожар околу Пладна избувна во складиште за хаварисани автомобили кога се запалила машината за сечење на железо. Црн густ чат со часови го покриваше небото над Скопје, но според последните информации пожарот е ставен под контрола. Инспекторатот за животна средина бил на терен, но увид ќе се врши утре откако целосно ќе биде изгаснат огнот. Складот, според извори од истрагата, бил на сопственикот чиј склад гореше и минатата година во јули на спротивната страна од улицата. Овој пат имал дозвола за работа. Габриела Лескова беше на терен. Запалена машина за сечење железо е причината за големиот пожар кој денеска ги вознемири скопјани. Црниот чат кој се гледаше од секој агол на главниот град се издигаше од приватна фирма во Визбегово, каде се складирани десетици стари и хаварисани автомобили. По 5 часови интензивно гаснење пожарот е ставен под контрола. Тоа значи дека огнот не може да зафати други објекти. Меѓутоа ветерот се уште останува неголемиот предизвик за пожарникарите. Дел од нив поради густиот чат имаа потреба од итна медицинска помош и кислород, но за среќа никој не завршил на токсикологија. Иако ситуацијата бараше поддршка од воздух, хеликоптерите беа спречени да интервенираат. Пречка беа густиот чат и близината на високонапонските далеководи, кој го невозможи безбедното надлетување. Од град Скопје беше побарано и воздухоплов. Веднаш правиме барање до сите надлежни институции. Од Министерството за одбрана ни одговорија дека има подготвен воздухоплов, меѓутоа заради многу чат не може моментално да интервенира. Во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека настанал пожар во отпад за старо железо во Шуто Ризари. На местото на настанот се упатени екипа од бригадата за противпожарна заштита и полициски службеници. Се превземаат мерки за откривање на причините и целосно расчистување на случајот. Инспекторите за животна средина веќе извршиле првичен визуелен надзор, но велат дека вистинската слика за штетата и загадувањето ќе се знае утре, кога пожарот ќе биде целосно ликвидиран. Фирмата имала дозвола за работа. Извори од истрагата за Сител потврдуваат дека станува збор за истиот собственик чиј склад лоциран од спротивната страна на улицата се запали во јули минатата година. Тогаш надлежните информираа дека дозволата за работа била истечена. Случајот веќе е пријавен кај јавниот обвинител кој ќе треба да ги утврди сите факти за тоа како дошло до палењето. Дежурните екипи на противпожарната бригада остануваат на терен до целосно гаснење. Габриела Лескова, Сител телевизија. 123 години од смртта на Гоце Делчев. Нема отстапки за идентитетот. Власта очекува вжештување на односите со Бугарија. Опозицијата обвинува дека се создаваат вештачки непријатели. Ќе обстоиме на линијата на македонскиот идентитет и дека тоа е црвената линија и дека тука ни милиметар нема да отстапи. Бугарите не се непријатели? Бугарите не се непријатели. Јасно е зашто ние не преговараме.
Поминаа 123 години откако загина Гоце Делчев. Државни делегации, представници на партиите и дипломатскиот кор утрото дадоа почит на гробот во црквата Свети Спас во Скопје. Деталите од настанот ги има Ивана Соколович Најдова. Македонија одбележува 123 години од смртта на македонскиот револуционер, великан и учител Гоце Делчев. По повеќе од 1 век од неговата смрт, заветот за слободна држава и високата цена која ја плати за слободата треба да биде потсетник за неговото дело, порача поглаварот на МПЦ господин Стефан, кој одржа панихида во црквата Свети Спас. Па светот и денес има потреба од луѓе како Гоцета. Македонија и денес има потреба од херои како него, потреба од личности со љубов кон својот народ и со почит кон сите народи. Има потреба од луѓе кои нема да се плашат да застанат против неправдата. Ликот и делото на Делчев мора постојано да се пренесуваат на идните генерации затоа што вредностите за кои се залагал денес не се целосно почитувани, порача премиерот Мицкоски кој се поклони пред гробот на Гоце. Да се сеќаваме на неговиот лик и дело, и на тој начин тој лик и дело да биде пренесен на генерациите кои што доаѓаат по нас, бидејќи вредностите во кои што верувал овој наш титан и великан Гоце Делчев, за жал денеска некои земји членки на Европската унија се уште не ги почитуваат, не само што не ги почитуваат, туку и не ги спроведуваат. Тој бил пред времето и како таков оставил неизбришлива трага по македонската историја и македонскиот идентитет. Битката за слободна и праведна земја каква што посакувал Гоце и денеска трае, но идеалите на македонскиот револуционер се во спротивно со политиките на актуелното раководство на државата, оцени опозицијскиот лидер Филипче. Гоце Делчев се бореше за слободна и праведна Македонија. Денешното ВМРО ја претвори државата во плен, а граѓаните заложници на својата корупција и власт. Ако Гоце Делчев денес беше жив, би се срамел од оние што се повикуваат на неговото име, додека уништуваат се за што тој се бореше. Во чест на учителската дејност, визија и мисија на Гоце Делчев, делегација од државниот врв, амбасади, граѓански организации положија цвеќе и се поклонија пред неговото вечно почивалиште. Во собранието пак беше доделена државната награда Гоце Делчев за 2026 година за остварување во науката на професорите Михајло Марковиќ и Сонја Новотни. Делчев, кој пред повеќе од 1 век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите, беше убиен од османлиската војска на 4 мај 1903 година во селото Баница на пат кон Сер. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски од црквата Свети Спас денеска порача дека нема отстапки за идентитетот, но најави дека очекува вжештување на односите со Бугарија. Лидерот на опозицијата Венко Филипче пак обвинува дека Бугарија не е наш непријател, а власта создава вештачки непријатели. Процесот на формирање нова влада во Бугарија почнува утре. Премиерот Мицкоски не очекува напредок во разговорите со Бугарија и покрај тоа што официјална Софија е на чекот до формирање на политичка влада на Радев по подолг период. Напротив, тој вели дека атмосферата ќе се вжештува бидејќи источниот сосед се потпира на домашни политичари кои според него биле на линија на Бугарија. Сепак Мицкоски вели дека е подготвен на разговори, но без отстапки во делот на идентитетот. Се уште имаме структури и политички, но и општествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика. Се додека има такви политички структури и општествени сили, јас не очекувам промена на односот на нашиот источен сосед. Но ние како влада сме секогаш подготвени за билатерални, мултилатерални разговори. Ќе обстоиме на она што представува наш корен, ќе обстоиме на линијата на македонскиот идентитет и дека тоа е црвената линија и дека тука ни милиметар нема да отстапиме. На обвинувањето на опозицијската СДСМ дека владата сепак подготвува простор за уставни измени, Мицкоски вели. Некои прашања и не заслужуваат одговори. Едно од тие прашања и ова прашање. Наспроти Мицкоски пак лидерот на СДСМ Филипче вели дека само уставните измени ќе го отворат евроинтеграцијскиот пат. Обвинува дека власта не работи на реформската агенда и дека Бугарија не ни го загрозува идентитетот. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ниту пак нешто е направено во време на владите на Социјалдемократскиот сојуз
на Македонија со цел да и резултат да се загрози нашиот национален идентитет. Ние имаме една работа и се знае кој е патот напред и што треба да се направи со цел вистински да започнат реформите и со цел вистински да практично продолжи патот на евроинтеграција. А тоа се уставните измени. Всушност ништо не се прави, за да може да плячкаат со мала група на луѓе у позадина. Тоа е суштината на тоа што се случува. Бугарите не се непријатели. Бугарите не се непријатели. Јасно е зашто ние не преговараме. Филип Чеј понатаму смета дека гаранција за македонскиот идентитет би била заедничка резолуција во собранието за евроинтеграциите. Во меѓувреме, бугарската председателка Јотова утре наутро ги почнува консултациите со парламентарните партии за формирање на владиниот кабинет, иако веќе е јасно дека владата ќе ја предводи екс-председателот Радев преку новоформираната партија Прогресивна Бугарија. Сценаријето предвидува брзи консултации, врачување на мандатот во четврток и негово гласање во петок на 8 мај. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Министерот за надворешни работи Тимче Муцунски вели дека е работа на историчарите да ги утврдат фактите за случувањата во историјата. Министерката за образование Весна Јаневска пак верува дека може да се најде соодветно решение во комисијата. И дебатата за историјата треба да ја оставиме на историчарите, а ние треба да работиме да го браниме она што на нас ни е суштински најбитно, а тоа се корените на нашиот идентитет, на нашиот јазик и почита кон она што го оставиле нашите предци. Затоа историската комисија како таква продолжува да работи. Не е работа на политичарите да се мешаат во резултатите кои што ќе ги постигне комисијата, но многу е значајно политиката да не влијае на еден или на друг начин, но и политиката да има доверба во тие луѓе кои што се во таа историска комисија. Од таа комисија ќе успеат на еден културен начин, како што Гоце Делчев рекол, на културен надпревар да докажат дека имаме право на собствена историја, затоа што имаме право, дека ја имаме таа собствена историја, затоа што реално ја имаме таа собствена историја и затоа што не треба да има никаков интервенционализам во било чија национална историја. На светот да му покажеме дека ние сме поразлични, дека ние имаме собствена култура, дека имаме собствена традиција, а негувањето на културата и традицијата секогаш е за цврстување на идентитетот. Во тема на денот, како што најави вечерва разговарам со професорот Митко Панов од Институтот за национална историја, член на Историската комисија со Бугарија. Професоре, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, благодарам за поканата. Денеска бевте на одбележувањето, на чествувањето на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас на Кале. Како професор по историја, каква би била вашата оценка? Достоинствено ли го одбележуваме овој значаен датум од македонската историја? Па да, можам да кажам дека сите државни институции, Филозофскиот факултет, Катедрата по историја, Институција за населна историја, Државниот архив, Музеот на македонската борба, Музеот на Македонија беа присутни таму и на најдостоинствен начин оддадовме почит на нашиот македонски великан Гоце Делчев, бидејќи тоа е наша обврска и должност, аманет или завет, кој што го оставил не само Гоце Делчев, туку и сите генерации после него, бидејќи само преку одржувањето на споменот кон овој македонски великан можеме да денес да кажеме тоа што сме, дека сме македонци достоинствени, горди со своја историја и нација која што заслужува да биде дел од Европската унија. Професоре, но некако и 123 години по загинувањето на Гоце Делчев, тој се уште е некаков предмет на докажување во јавност. Има ли воопшто причина да се докажува кој бил, зашто се борел Гоце Делчев? Апсолутно не. Мислам дека, како што спомнав и на почетокот, докажувањата се тема на, можеби, одредени тенденции политички, да ги наречам, кои што имаат за цел да се намали вредноста или значењето на Гоце Делчев. Сите многу добро знаеме, еве и ние како историчари, нашата македонска историска наука, која што е веќе
од Крстемир Сирков наому веќе има над 100 години, дека кој е Гоце Делчев. Тоа и не само историската наука, туку и нашите претходници, нашите баби, дедовци го пренесувале нивниот спомен кон Гоце Делчев, бидејќи Гоце Делчев е даскал. Тој е човек кој што бил од народот за народот, од народот македонски за народот македонски, и тој е тој што од село на село, од град на град, за да ги мобилизира македонското население да се издигне од робството кое што во тоа време било и подложени и да извојува слобода на Македонија. Јас во оваа прилика издвоив еден цитат, можеби најдобро го рефлектира Павел Шатев, кој во период меѓу двете светски војни потенцира дека Гоце Делчев по дух, свест и волја е символот на тогашното тешко народно робство во кое тонеше македонскиот народ. Тој е најактивниот деец, апостолот на слободата на Македонија и по дух и темперамент вистински македонски револуционер и водач на сите свесни македонски дејци, а и денес, особено за младите, тој е вечен пример и поттик. Тоа е тоа што Гоце Делчев по континуитет генерацијски дава пример за тоа како македонскиот народ, македонците треба да граат својата слобода, да извојуваат својата слобода, да граат својата еднина и да се борат за достоинствен живот и рамноправност меѓу народите. Впрочем, и неговата порака, нели, за светот, како неговото разбирање за светот како културна надпревар меѓу народите е најдобар доказ за неговото поимање, дека македонскиот народ заслужува и треба да биде дел од Европа, порака која што и ден денес е актуелна и која што треба да споделуваме сите заедно и да ја негуваме на секој начин, дали во семејството, дали меѓу децата, меѓу учениците, студентите и така натаму. Да, некако 123 години подоцна, како да не разбираме или да не ја научивме таа мисла на Гоце Делчев за културен надпревар. Убаво рековте, не само од историјата, учиме и од нашите предци за тоа кој бил Гоце Делчев, впрочем 123 години, па и не е некое многу далечно минато. Професоре, сега има различни ставови кои што изминатиот период ги слушаме во јавноста. Како би им одговориле на оние кои што велат дека се создал мит околу Гоце Делчев, дека тој не напишал ништо, дека не извојувал никаква битка? Па не знам, тоа мислам дека не заслужува некаков коментар, особено од оно што претходно го изложив. Можем само да споделам мојот личен пример, што најдобро го оспорува ваквите тврдења, кои што јас би ги оценил повеќе како дискредитација или релативизирање на значењето и улогата на Гоце Делчев, која што е неспорна. Зборам од историските факти, па и другите аспекти кои што ги спомнавме. Меѓутоа, еве мојот личен пример, мојот прадедо е затворен во Солун, токму заради тоа што го поддржувал македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Мојот дедо, неговиот син, не бил затворен, меѓутоа уште како дете, како трговец ги разнесувал пораките преку риби и на некој друг начин, тајно да стаса до Гоце Делчев и на револуционерните движења. Така што, ако е тоа мит, кој што се пренесе од семејство на семејство, тогаш навистина станува збор за, можеби, несакна изјава или некоја тенденција која што би требало да се игнорира, бидејќи де факто Гоце Делчев е македонскиот код, тој е македонскиот идентитет и тоа што не се сочинува денес. Впрочем, ние сме горди кога нашата македонска химна се интонира, каде што прв е Гоце Делчев и тоа не прави горди.
и ќе не прави и во иднина како македонци, како македонска нација. Да, срамно би било да зборуваме и да се прашуваме за некој кој што е дел од нашата национална химна. Професоре, денеска на трибуната организирана во владата, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски рече дека не е спорно дека има споделена историја помеѓу државите на Балканот. Дали Гоце Делчев го гледате како личност од таква споделена историја помеѓу државите на Балкан? Споделена во смисол на терминологијата, нели, зборуваме сега споделена од аспект на тоа дека Гоце Делчев е личност која што дава една универзалност во смисол на неговото делување кое што е пример за почитување на човековите права, хуманизмот, почитување на сите народи да бидат рамноправни, меѓу кои македонскиот народ. Така што ако го гледаме низ призма на тие европски вредности или тие пораки кои што тој ги има пратено преку неговото делување, меѓутоа и преку тоа, како што кажав, постојано посетување на народот, неговот бидејќи де факто македонскиот народ го сакал Гоце Делчев и тоа сите генерации. Така што ако ги гледаме тие аспекти, да, тој е универзален, особено како што кажав и неговата мисла да македонскиот народ заслужува да се надпревара со другите народи како во културниот надпревар во смисол на тоа визионерство кој што ги има Гоце Делчев, кој што и до денес да, разбирам, ако гледаме така, веројатно тој би бил и европска и светска личност. Меѓутоа, може ли да стане збор за личност на заедничка историја на две земји? Па не, јас не би се согласил со таа формулација, особено што концептот заедничка историја има друга конотација или друга разбирање од страна на нашиот источен сосед. Како е тоа разбирање според вас? Па се знае тоа, политичкиот концепт е дека тоа е еден народ поделен на две држави, што не е точно, де факто не е точно и историски потврдено. Затоа што и затоа можеби Гоце Делчев е наш македонски национален херој. Спомнав дека е тој дел од химната, дел од меморијата колективна на македонскиот народ. Со него живееме, со него умираме. Во таа смисла, со таа мисла и во Асном, манифестот на Асном, ако го прочитате, ќе видите дека се повикуваат сите револуционери во тоа време гордо да го кренат знамето на Гоце. Значи, зборуваме дека со таа идеја, со името Гоце, се гинало за слободата на Македонија. И од таму нема простор, барем онака како што историјата го покажува, да имаме заедничка од аспект на политички концепт на разбирањето на заедничка историја. Да, несомнено дека тоа е континуитет на идејата за македонска државност. Меѓутоа, професоре, ние во минатото слушавме идеи и за заедничко одбележување на ликот и делото на Гоце Делчев помеѓу Македонија и Бугарија, па дури и конкретен датум се споменуваше на пренесувањето на моштите на Гоце Делчев од Софија во Скопје. Би поддржале таква идеја за заедничко чествување на одреден датум? Значи, заедничкото чествување е според договорот меѓу Македонија и Бугарија е одлука на владата или на државата, на двете држави, взаемна согласност. Така што од аспект на поклонение на Гоце Делчев, на македонскиот великан, мислам дека секој може слободно да дојде да се поклони. Меѓутоа се знае дека Гоце Делчев е наш македонски национален херој и тука нема двојба, нели, во однос на тоа дали треба да се дели со некого друг и така натаму. Сега откако се смени составот на Комисијата за историски прашања, некако јавноста многу малку информации добива за она што се случува. Разговарате ли воопшто за Гоце Делчев на тие состаноци средби за кои што повремено добиваме информација дека се случува? Па, јас можам само да кажам дека во рамките на комисијата ние како состав едногласно се базираме на исклучиво на нашиот научен интегритет, моралните принципи, се базираме на работата која што треба да ги рефлектира европските вредности, европските позитивни практики кои што налагаат
секоја држава, секоја нација да има свој право на свој национален наратив. И тоа е нашата начална поставеност во рамките на комисијата. Она што можам да го кажам е дека до сега не станува збор за Гоце Делчев воопшто во рамките на овој состав. Има ли воопшто некаков напредок во тие разговори во рамки на комисијата? Јас толку не можам сега да коментирам. Има соопштенија во рамките на комисијата со кои што нели ќе Како вие гледате барем позитивно на работата на комисијата? Зависи од која страна, нели. Позитивно од аспект на тоа да кажеме пред во 2022 година, кога беше 150 годишнината од Гоце Делчев, позитивното го гледам во аспектот на поддршката сега, која што ја дава владата и државата во однос на почитувањето на делото на Гоце Делчев, не само на делото на Гоце Делчев, туку и на другите македонски и револуционери и личности. Впрочем, Институција за национална историја оваа година ќе одбележува повеќе од 20 јубилеи поврзани со значењето за Македонија, повеќе личности и настани поврзани со значењето на Македонија, и позитивниот аспект го гледам тука, значи во поддршката на афирмацијата на македонската историја, македонските личности од значајни за македонската држава и нација. Само да потсетам дека 2022 година, 150 годишнината, ние неколкумина индивидуално од институтот се погриживме да се одбележи на некој начин со конференција Гоце Делчев 150 годишнината. За жал изостана на државна поддршка и државна манифестација. И тука го гледам позитивниот аспект на промената во смисол на почитување на македонската историска наука, на македонската државност и личностите кои што се символ на тоа што сме како Македонија, како македонци и како држава. Но политичарите многу често ве споменуваат, еве и пред да го почнеме овој разговор ги слушнавте и министерот за надворешни работи и министерката за образование со големи очекувања од комисијата. Има ли оптимизам од ваша страна за такво нешто? Јас не ги гледав изјавите, мислам дека тоа што е до нас е да како комисија како што кажав, дискутираме врз основа на аргументи, врз основа на рамноправност, почит меѓусебна, без притисоци, и тука гледам позитивниот аспект исто така од владата, бидејќи не оставаат наши историчарите нели да дебатираме околу одредени историски прашања, и со таа разлика нели што ние како комисија сме единствени во ставот дека треба да се почитуваме меѓусебно и на тој начин да ги изразиме европските вредности и европските практики. Само така можеме да бидеме почитувани, достоинствени и на тој начин да му се одолжиме и на Гоце Делчев соодветно како што е денес денот. Ве разбирам, но од друга страна ве споменува и опозицијата. Ако ги следиме нивните соопштенија, делува дека вие веќе сте договорили уставни измени кои што ќе се случат во јуни. Разговарате ли воопшто за уставни измени во комисијата? Тоа е, нели, повторно ќе кажам, дел од политичкото милје, кое што ние се обидуваме да го избегнеме. Токму од тие причини и даваме соопштенија само во моментот кога сметаме дека нешто е релевантно од работата на комисијата и не сакаме да влеземе во дневно-политичките игри или било какви тенденции. Затоа повторно ќе кажам дека комисијата работи, членовите, барем македонскиот состав на комисијата работат на тие принципи кои што сметаме дека достојно и достоинствено представуваме како македонската држава и македонската нација. Професор, ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас. Кривични пријави за 4 малолетнички за врсничкото насилство во Ѓорча. Полицијата најавува кривична одговорност и за родителите. Горивата поскапуваат, дизелот за 2, бензините за 2,5 денари по литар.
Полицијата поднесе кривична пријава против 4 малолетнички за насилството врз девојче во Ѓорче Петров. Новина денеска информираше дека единицата за внатрешни работи Ѓорче Петров при СВР Скопје до јавното обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против 4 малолетнички, една 17 годишна и 3 14 годишни, сите од Скопје, поради основи на сомнение дека извршиле две кривични дела насилство, предвидено и казниво по член 386 од Кривичниот законник. Во два одделни настани на 27 март годинава и на 30 март годинава пријавените физички нападнале 13 годишна малолетничка, а видеозаписи и фотографии од настаните биле објавени на социјална мрежа. Кривичната пријава е доставена до јавното обвинителство Скопје и се постапува согласно Законот за правда за децата. Во текот на утрешниот ден, како што информираше полицијата, СВР Скопје ќе поднесе кривична пријава и против родители на инволвираните малолетници. Случајот за монструозното насилство беше објавен пред една недела. Јавноста беше згрозена од информациите дека ученичка во 6-то оделение од општината Ѓорче Петров била брутално малтретирана, горена со цигари и принудувана да јаде кучешки измет. Од Министерството за образование и наука денеска информираа дека до градоначалниците испратиле допис со кој иницираат враќање на дежурни наставници во училиштата и дворовите со цел навремено да се превенира насилството помеѓу учениците. На големите и малите одмори да има дежурен наставник, не дежурни ученици по ходниците, туку дежурни наставници кои ќе водат грижа за наставните во училиштето и не само по ходниците, туку и во дворот на училиштето, иако ова се случило надвор од училиштето. Тоа што се случило надвор од училиштето не е оправдување, тие се ученици на одредено училиште и наставниците мора да имаат увид во тоа како се однесуваат нивните ученици, затоа што тоа е воспитно-образовен процес. Директорот на судска медицина Александар Станков денеска сведочеше во судница на рочиштето за случајот Пулс. Тој одговараше на прашањата за изготвените анализи врз починатите во дискотеката во Кочани. Родителите побара извештајот да не се користи за манипулации. Труење со јаглерод моноксид е главна причина за смртта на починатите во Пулс. Ова го покажале испитувањата на Институтот за судска медицина, кои денеска во судницата во Идризово ги презентираше директорот на установата. Кај најголем дел од луѓето, главната причина за смрт, како што е наведено во сите писмени извештаи, е насилно задушување заради труење со јаглерод моноксид. Останатите причини се амбиентално задушување, компресивна асфиксија и оштетување термичко на дишните патишта. Според Станков, концентрацијата на јаглерод моноксид кај починатите се движела од 10 до 40%. Освен гасот кој предизвикува мускулна слабоста, подоцна и смрт, фатални биле уште густиот чад и високата температура. Испитувањата откриле дека кај дел од жртвите имало присуство и на цијанид, алкохол и дрога, но според Станков тие не биле главна причина за смрт. Тие не придонеле скоро општо во настапување на смртниот исход и тие не можеме да ги гледаме како единствен фактор понатаму. Значи не може да ги исклучиме и да ги изолираме само како фактор на делување. Постојат многу фактори на делување кои што се многу побитни од типот на просторот, од типот на неможноста за евакуација. Адвокатите најмногу се интересираа за влијанието на алкохолот и наркотичните средства, но според испитувањата на судска медицина, нивното влијание во причините за смрт било минорно. Родителите повикаа тоа да не се користи за манипулација. Заклучокот од Институтот за судска медицина Скопје е јасен. Причината за смртта кај најголемиот дел од 63 млади лица е насилно задушување како последица на труење со јаглерод моноксид. Ова не е смрт од еден причинител, туку резултат на комбинирано синергетско дејство на повеќе фактори и последица на системски пропусти. Но токму овие факти намерно се занемаруваат за да се пренасочи вниманието кон неосновани и малограѓански шпекулации. Станков појасни дека клучна улога имале и амбиенталните услови, кои според него наликувале на крематориум, бидејќи како што рече за време на пожарот во дискотеката, температурата достигнала 700 степени. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Горивата поскапуваат, дизелот за 2, бензините за 2,5 денари по литар. 46 години без Тито, југоносталгија или желба за стабилна држава. Сите бевме тажни. Значи не беше човек што не плачеше. Однос на лидерството е без конкуренција. Многу убаво осеќавање. Тоа време никогаш не се враќа. Горивата поскапуваат, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Од полноќ дизелот ќе се продава поскапо за 2, а бензините за 2,5 денари по литар. Поскапуваат и бензините и дизелот. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полноќ бензините ќе се продаваат за 2,5 денари поскапо и ќе чинат 85 и 87 денари по литар. Дизелот пак оди нагоре за 2 денари и ќе биде 93,5 денари. Ова се максимални цени, но поради попустот од снабдувачот. На најголемиот дел од бензинските станици, бензинот од 95 октани ќе чини 83 денари, 98 октанскиот за 85 денари, додека дизелот ќе се точи за 90,5 денари по литар. Во сила и натаму остануваат владините мерки за бензините повластено ДДВ од 10% и намалена акциза за 2 денари, а кај дизелот акцизата е скратена за 4 денари. Премиерот Мицкоски рече дека траат засилените проверки од страна на пазарните инспектори, поради сомнежи дека одредени нафтени компании вршеле реекспорт на горива. Тој откри дека инспекциите следат по информации од луѓе вклучени во овој бизнис. Наше е да провериме секоја информација која што ја добиваме, се разбира, во зависност од тие проверки, така и како влада ќе реагираме, инаку проверките се уште течат. А за колку компании имате индиции дека извезувале? За најмалку една. Цената на нафтата на светските берзи и денеска расте. Брент поскапе за околу 5% и надмина $114 по барел. Мартин Арсов, Сител телевизија.